Македонски бугари, македонски албанци, македонски срби. Не постои таков државник што ќе дозволи во уставот да се менува целиот дел во преамбулата каде се внесени етничките заедници, а истите да бидат запишани со придавката македонски. Според познавачите, реториката на официјална Софија за внесување на македонски бугари е уште одамна позната, но никој во Македонија не би дозволил такви уставни измени, бидејќи шансите за криза во таков случај ќе бидат големи. Нема никој тоа да го прифати. Можете вие да кажете македонски срби, македонски албанци, македонски хрвати или кои и други да се наредени или и така натака. Такво нешто не може да се случи затоа што прво тоа се делови или малцинства на еден народ. Вие со додавањето на придавката македонски сакате да го избегнете, односно да ги раздвоите од својата матица, народносна матица, тоа нема да се случи. Во овој однос на Софија, Донев препознава и поинаков мотив – да се докаже контроверзната теза за еден народ во две држави. Изјавите што ги користи и Радев се изјави што се користат отприлика над 100 години во Бугарија, тоа е географска одредница. Они не отстапуваат од тезата дека постојат само бугари. Ако сакаат да потенцираат за кои бугари се работи, тогаш употребуваат придавката македонски бугарин. Вчера првиот дипломат Бујар Османи отфрли било каква можност за ваков термин. За него е неприфатлив овој индиректен предлог на Бугарија. Доколку се спроведат уставните измени, тоа ќе биде поттеркот кој веќе е познат од меѓудржавниот протокол на Македонија и Бугарија потпишан минатото лето. Румен Радев е последниот во низата кој го начна ова прашање. Тој изјави дека бил единствениот кој ги убедил сите европски лидери и институции за влезот на македонските бугари во уставот. Работните групи за уставните измени се веќе формирани, но колку нивните одлуки ќе имаат легитимитет е прашање кое се уште нема одговор, со оглед на фактот што ниту една опозицијска партија не номинираше свој представник. Отворено и прашањето дали со измените за внесување на бугарите ќе се избрише и формулацијата 20% која се однесува на албанскиот јазик. Некои партии веќе гласањето за уставни измени го условија со оваа интервенција.